Со оглед на тоа што иднината на примирието меѓу Израел и Хамас е неизвестна, арапските лидери се состанаа во Каиро за да разговараат за долгорочната иднина на Газа. Планот предложен од Египет, кој беше одобрен од останатите арапски лидери на самитот, бара палестинската самоуправа да преземе водечка улога во обновата на Газа заедно со Комитетот на независни палестински технократи. Планот предвидува распоредување мировни сили на Обединетите нации во Газа на 6 месеци. Тоа не вклучува никакво спомнување за разоружување на Хамас, основно барање и на Израел и на американската администрација. Раководството на Хамас надвор од Газа веќе со месеци јасно стави до знаење дека се подготвени да се откажат од допрвувањето во Газа во корис на непартиска, цивилна, професионална технократска влада. Но прашањето со кое раководството на Хамас не се занимаваше адекватно е за нивното оружје и нивните вооружени сили. Водачот на Хамас, Сами Абу Захри, вели дека организацијата нема да го положи оружјето, отфрлајќи ја самата идеја. Баскин вели дека во отсуство на алтернатива Хамас ќе се врати на теренот во Газа. My fear is that since there is basically no one of the Hamas political leadership left in Gaza. Стравувам дека со оглед на тоа што во Газа во основа не остана ниту еден од политичкото раководство на Хамас и повеќето од старите воени лидери беа убиени од Израел во војната, луѓето кои сега покажуваат дека се на власт се млади офицери од 2, 3, 4 ешелон кои имаат финансиски способности да регрутираат нови млади луѓе, да им дадат $200 за повторно да облечат униформа. Арапските лидери на самитот во Каиро изјавија дека планот на председателот Трамп, наречен Ривиера на Газа, со кој САД би ја презеле Газа, незините 2 милиони палестински жители да заминат во други арапски земји, е неприфатлив. Тие велат дека жителите на Газа мора да останат во самата Газа и покрај масивното уништување од 16 месеци војна. Спротивно на тоа, израелската влада го прифати планот на Трамп и не предложи алтернатива. Некои израелски аналитичари велат дека постојат опции за независно палестинско владење. На местото на Хамас треба да дојде некорумпирана, умерена личност од палестинците, кој ќе управува под капата на палестинската самоуправа, но не некој директно од палестинската управа кој ќе раководи со западниот брег, кој е многу корумпиран, слаб во управувањето и се уште доста екстремен. Има еден тако политичар, неговото име е Салам Фајат. Салам Фајат е економист и поранешен палестински премиер кој беше избран како независен, држаше дистанца од наводната корупција на палестинската самоуправа. Тој исто така има блиски врски со Обединетите арапски емирати кои најверојатно ќе финансираат барем дел од реконструкцијата на Газа, која според процените на Обединетите нации ќе чини повеќе од $50 милиарди. Арапскиот самит ја повика меѓународната заедница да ја преземе севкупната одговорност за обнова на Газа.